Носителите на кандидатски листи од Коалицијата за подобра Македонија трет ден во своите изборни единици ги представуваат проектите и мерките од програмата Реално. Покачување на платите во јавниот сектор за 10,25% е ветувањето кое го најави Никола Поповски од Скопје. За следниот временски период ВМРО ДПМН има предвидено покачување на платите во јавниот сектор за 10,25%. Ова е значително покачување кое е предвидено за сите вработени, просветните работници, културните работници, здравствените работници, војската, полицијата, значи целиот јавен сектор, со што ќе придонесеме покрај зголемените примања во приватниот сектор со привлекување на странски инвестиции, јавниот сектор да го следи истиот тренд. Илија Димовски од општина Свети Николе на средби со пензионери и млади стопанственици разговараше за проектите предвидени во програмата, меѓу кои проектот Рурални развојни зони. Државата ќе дава поддршки и субвенции за сите домашни и странски компании кои планираат да инвестираат во стопански капацитети во руралните средини, објасни Димовски. Практично сите села во Свети Николе ќе бидат дел од така наречената рурална зона, во која што домашните и странски компании кои што ќе инвестираат ќе добијат поддршка од 20% грант од државата за инвестицијата, ќе добијат голем број на даночни ослободување од царина за машините кои што ќе ги увезуваат за инвестициите, ослободување 50% за придонесите во следните 10 години, комплетно целосно ослободување од персонален данок и од данок на добивка во следните 10 години. Носителот во шеската Владко Ѓорчев од Бравеница советување. Државата ќе учествува со 60% во набавката на земјоделска опрема. Ова е приоритет не само за Полошкиот регион, туку за цела држава, порача тој. Ја зголемуваме помошта на државата и наместо 50, државата ќе покрива 60% од трошоците за набавка на нова земјоделска опрема, значи трактори, приколки и сето останато, а земјоделците само 40%. Значи инвестираме во модернизација на земјоделието, во нова опрема, за да едноставно што повеќе ги развиеме руралните средини, не само руралните средини, значи луѓе кои што живеат во приградски населби и во градски населби, се занимаваат со земјоделие, ја користеа оваа добра мерка. Државата со 80% ќе ја поддржи набавката на високо приносен добиток со генетски потенцијал од познато поттекло. Оваа мерка ја представи носителот на кандидатска листа во втората изборна единица Никола Тодоров пред жителите на Старонагоричане. Право на користење на мерката ќе имаат одгледувачи на добиток запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, а максималната вредност на прифатливи трошоци ќе изнесува до 6.500.000 денари по корисник, објасни Тодоров. Проектот со кој што се овозможува поврат на средства исто така до 80% за набавка на високо приносен добиток, доколку оние земјоделци кои што се заинтересирани за набавка на ваков добиток, набават таков добиток, државата да им врати 80% од трошоците кои што ги направиле за набавка или за купување на тој високо приносен добиток. Носителот во петката Милошовски пред Битолчани ги представи проектите од програмата наменети за нивниот град, меѓу кои голем спортски центар. Првиот проект е изградба на еден голем спортски центар во кој што ќе има сала со 6000 седишта, ќе има затворен пливачки базен со ватерполо димензии, ќе има сала за боречки вештини и една современа гимнастичка сала. Овој нов спортски центар мислиме дека ќе биде еден од најдобрите во југозападниот дел на Македонија и достоен за големината на Битола и за спортот кој што тука секогаш имал корен. Милошовски рече дека со проектот гасификација ќе се реши проблемот со загадување на воздухот, со проектот магистрален газовод од Неготино преку Битола, Ресен, Охрид, Струга.